Членовите на иницијативниот одбор за спас на оризопроизводството за утре вторник во Облешево во 10 часот најавуваат масовен протест поради неприфаќањето на нивните барања од страна на владата. Со трактори ќе ја блокираат едната лента од коловозот на магистралниот пат Кочани-Штип за да ја искажат својата решеност дека ќе бидат упорни се до исполнувањето на барањата од купната цена на арпата да не биде помало од 40 денари, а на оризот од 80 денари за килограм. Се бара целосна исплата на субвенциите и продолжување на рокот за откуп до крајот на првата половина од годината. Процесот е закажан вторник, значи 8.2 во 10 часот и ќе трае 2-3 сата, може и да остана механизацијата и за наредните денови се док значи не се постигнат сите наши барања да ќе бидат исполнети. Сите земјоделци од Кочани и Кочанско да се не плашат и да искочат од не само оризопроизводители, тука се и полјоделците и лозарите, се што значи земјоделие кои се земјоделие да додат да го поддржат овој процес. Проблемот е цената, ние со овие цени, да што се најавуваат со почување на водниот надоместок, со пестицидите, со ѓубривата, значи оризот со оваа цена нема шанса да се исчезне од кучанските површини како што е апионот, шикерната репка, така и оризот ќе заживее супират. Еден од помасовните, значи од Белогорскиот регион, значи ќе бидеме покриени со неколку возила, а Радовиш, лозарите доаѓаат, така да ќе биде еден од поголемите процеси. Неодамна министерот Липчо Николовски оствари средба со земјоделски производители во Кочани, меѓутоа, како што велат членовите на иницијативниот одбор, не се сретна со нив, туку само со членови и симпатизери на СДСМ, каде се договарани одредени мерки и активности, но истите се далеку од барањата на оризопроизводителите.